од Скопското обвинителство велат дека од обвинителството на Јанева не им доставиле податоци за тврдењата кои што претходно беа кажани дека за притисоците кои биле вршени на Крпач, односно дека не добиле ниту еден доказ кој зошто му се заканувал на Коста Крпач. Во соопштението од обвинителството се вели: основното јавно обвинителство Скопје испрати барање до повеќе институции, меѓу нив и до тоа обвинителство во кое се бараше да му се достават сите податоци и документација на која во изјавата тоа обвинителство алудираше, односно да ги достават сите докази за релевантни факти, вклучително и за притисокот под кој се наоѓало лицето Коста Крпач. Неопходно е да истакнеме дека јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од незаконското следење на комуникациите не достави ниту еден доказ, ниту било каква релевантна информација во таа насока, но и покрај тоа обвинителството, односно Скопското јавно обвинителство продолжува да го истражува случајот. Од специјалното обвинителство пак вчера рекоа дека не ги доставиле оние списи и информации кои процениле дека не се поврзани со околностите под кои што настанала смртта на Крпач, бидејќи тие биле дел од предистражна постапка која што ја води СЈО, а со колегите од Скопското обвинителство ги споделиле само оние докази кои што сметале дека ќе им помогнат во расчистување на случајот со смртта. Исто така, двете обвинителства овие денови се обвинуваат, односно за себе велат дека тие се тие што соработуваат, односно се отворени, транспарентни и даваат информации, додека другото, спротивното обвинителство, го обвинуваат дека не соработува и дека не ги дава потребните, односно бараните податоци. Како што веќе е познато, Коста Крпач беше аболиран од председателот Иванов, од СЈО пак рекоа дека тој не бил воопшто осомничено лице, туку тврдеа дека бил само сведок. Од кривичниот суд во Скопје пак излегоа со информација дека специјалното обвинителство барало претрес во неговиот дом и во неговата фирмата во која што тој бил управител. Од оние неофицијални, односно првични информации за смртта на Крпач досега објавивме дека тој починал од една прострелна рана. Моментов се вршат повеќе вештачења, анализи, се прибираат докази, документација, исто така се сослушуваат и сведоци и потоа кога ќе се заврши целосно оваа истрага ќе се сумираат резултатите, доказите, анализите, ќе може да се каже како дошло до смртта на Коста Крпач.